Имаме практика што е можно поблиску да разговараме со представници од бизнис секторот во различни региони во Република Македонија. Овој пат со градоначалникот на општина Велес разговаравме во првиот дел на оние полиња каде што можеме да ја закнеме соработката помеѓу централната власт и локалната власт во делот на инфраструктурата, проектите, животната средина. Ги запознаваме и представниците од бизнис заедницата со напорите кои ги правиме за анимирање надвор на Република Македонија, со што се обидуваме да донесеме што е можно повеќе инвеститори заинтересирани и да им креираме можности за извоз надвор. Во овој дел имаме секогаш дел на прашања и одговори во кои представници на бизнис заедницата можат директно да ни се обратат и да видиме како можеме да им помогнеме во надминување на нивните проблеми. Така што денес можевме за неколку конкретни прашања да се посветиме од делот на визите за оние фирми кои имаат партнери во земји со кои имаме визен режим, како можеме да им го олесниме тоа, па ги запознавме со некои од реформите кои ги спроведовме во олеснување на овие процедури. Во другиот дел разговаравме за сектори кои се заинтересирани да имаат пласман надвор, да бидат присутни надвор на странските пазари и како можеме преку мрежата на дипломатско-конзуларни представништва, нашите дипломати во странство, да им отвориме врати и да им овозможиме каде што има таква потреба контакти со локални власти и бизнис представници. Продолжува токму на пракса да што го ветивме уште пред изборите дека министрите ќе бидат присутни ностоп во нашиот град и сами сте сведоци дека тоа во континуитет продолжува. Тоа го покажува интересот на владата на Република Македонија како се одвива целокупното живење во нашиот град. А јас денеска имав задоволство да го запознам со министерот со што беше тоа што направивме во изминатиот период од 6-7 месеци од кога сум градоначалник и заедно со претседателот на советот со кои проблеми се содружуваме во работењето на локалната самоуправа, истовремено да го запознам токму за она за што ги побудува највисши интересот на Велешани, тоа се што е со индустријските зони. Запознав до каде сме стигнати со индустријската зона Каласали, значи зона што со години се ветуваше од некои други структури како шведско село, ние почнавме да го реализираме тој проект, знаете и самите, до кој ниво сме стигнати го информираме, потоа со донесувањето на генералниот урбанистички план и пристапувањето кон деталниот план на другата урбанистичка зона Речани 2, како и со нашите визии што ќе правиме со езерото Младост, меѓутоа и со третата зона што сакаме да отпочнеме да работиме, тоа е областа во Мамучево, значи раскрсницата меѓу Мамучево и Штип. Покрај тоа имавме заедничка средба со бизнисмените, знаете дека ние редовно одржуваме средби со бизнисмените во Велес, корелацијата меѓу градоначалникот и бизнис секторот е добро позната во нашиот град. Кажа министерот што се разговараше со бизнис секторот и останаа заклучоци од таму дека повторно треба да се сретнеме сега поотделно со одделени сегменти од министерствата што има допирни точки со бизнис заедницата во Велес, нивната ориентација околу извоз, околу вработувањето тука, околу можностите за проширување на капацитетите.